Почитувани присутни, за време на паузата утврдивме дека по предлог на колегата Костадин Костадинов, кој сметаше дека парите предложени во нашиот амандман не се доволни за обезбедување на бесплатни ковид тестови за сите граѓани во Република Македонија. Ние тргнавме од идејата дека утврдуваме одредена сума која што ќе покрие голем дел од овие трошоци. Еве, го разгледавме амандманот и бидејќи е технички неисправен да опстои на начинот на кој што беше поставен и прифатен, сега овде ќе го дополнам мојот предлог со поставување на целосно нов амандман, со тоа што најдовме 1 милиарда денари и истиот е значи со образложение кое што е според ставките на буџетот, односно точно од каде се одземаат пари за да се обезбедат 1 милиарда денари. И во образложението со амандманот се предлага да се, значи ќе цитирам за да не бидеме повторно нешто погрешно разберени, со амандманот се предлага да се обезбедат дополнителни средства во висина од 1 милиарда денари за бесплатно ковид тестирање за целото население. Значи оваа измена е со цел да се усогласиме заедно со вас, да биде технички исправен амандманот со 1 милиарда денари и да може да им излеземе во пресрет на сите граѓани, да спасиме човечки животи и еве пред очите на јавноста да покажеме едно заедништво и да покажеме дека ете можеме да помагаме. Сега јас би предложила доколку е можно, еве ќе го доставам до службите и амандманот или ако сметате ќе можем и целосно да го прочитам. И за истиот сметам дека треба најпрвин да се изјасни министерот и понатаму да продолжиме со дискусија. Значи колешката